Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Поклонувај му се на Господ, твојот Бог, и само нему служи му. Тоа е запишано во Евангелието според Лука, 4 глава, 8 стих. Има многу други такви стихови, но го избрав овој. На кого му се поклонуваш? На Бог или на идолите од овој свет? Ќе земам пример со апостол Петар. Бог му рече дека од сега и на другите народи им се отвора вратата за спасение и дека спасението не е само за еден народ, за евреите, туку и за сите народи на земјата, па и за нас, македонците. Петар на Корнелиј му вели: немој, стани, и јас сум само човек. Во Дела на апостолите 10 глава се зборува за еден човек по име Корнелиј, кој што сакаше да му се поклони на Петар заради неговото присуство во неговиот дом и заради неговата апостолска мисија. Но, ете гледаме, беше спречен со зборовите: немој, стани. Да го разгледаме накусо овој настан. Петар беше во Јопија. Во Јопија нагости кај еден човек по име Симон со прекар кожарот. Тој, како и вообичаено, се молеше секогаш. Но овој пат требаше да се помоли и таму каде што беше нагости, па отиде на покривот од куќата да се помоли. Кога се молеше, Петар наеднаш се спушти некаков сад, како големо платно. Внатре имаше секакви нечисти птици, се вели во писмото. Евреите според законот не јадеа птици кои се прогласени за нечисти според законот. А Петар беше гладен и баш кога беше гладен, Господ му рече да заколи од овие птици и да јаде. Тоа изгледа некако како искушување. Петар нормално се стаписа кога го слушна тоа, бидејќи вакво нешто не му дошло никогаш на памет. Но Господ му вели: Петре, коли и јади. Тоа во суштина беше една поука за Петар, дека од сега па натаму и на другите народи, незнабожците или паганците, им се отвора врата за спасение, не само за евреите. Спасението нема да биде само за евреите, за еден народ, туку и за паганците. Петар тоа го свати. Го свати тоа видение и созна дека не смее да ги презира оние што Господ сака да ги спаси. Исто како и она што постапи во поглед на асиријците или во поглед на ниневејците. Кога се упати кон домот на Корнелиј, за кој што и тој беше информиран дека треба да дојде човек од Јопија и да му каже зборови на спасение, и пристигнувајќи, Корнелија го пречека и клекна да му се поклони, сметајќи го за достоен и голем Божи апостол. Меѓутоа, во тој момент Петар силно реагираше. Го крена на нозе и му рече на Корнелија: немој, стани, и јас сум само човек. Тоа е запишано во Дела на апостолите 10 глава 26 стих. Ова Петрова изјава јасно ни открива дека апостолите и сите библиски личности не сакаа никој да ги обожува како дека се поголеми од другите луѓе. А во краен случај, на никого не дадоа впечаток дека треба ним да им се исповедуваат гревовите, а тие да ги пренесуваат на Бог во име на Исус. Такви настани или впечатоци во Библијата нема никаде. Затоа сите апостоли се држеа понизно и не сакаа поклонување. Ако се земе предвид оваа поука на Петар, и ако се практикува, ќе нема ниту еден ден посветен на некој апостол, туку сите денови ќе бидат на Бог посветени и ќе служат за Негова слава и чест, а не за слава на некој апостол кој бил слуга на Бог. Гледате ли сега каква разлика има од тогашниот Петар и денешниот измислен Петар? А што се однесува за Петар, оној библискиот, му благодарам на Бог што преку неговите две писма, што ги имаме, првото и второто Петрово писмо, можеме да извлечеме доволно поуки за наша духовна изградба
ili nadgradba. A isto така, и како очевидец на Христовите дела запишани во Евангелието според Марко. Да се задржиме малку на она што му го рече Петар на Корнелији. Немој, стани и јас сум само човек. Овие се понизни силни зборови. Апостолите, иако праве големи чуда и може да се прават важни во тој поглед, сепак не дадоа таков печаток, како што веќе реков. Тие се држеа на зборовите што им ги рече Исус, дека без него не ќе можат ништо да направат. Како второ, зборот немој укажува на теолошка вистина, дека поклонувањето му го должиме само на Исус и на никој друг. Овој стих не може да се толкува како што на некој му одговара. Тоа што Петар му забранува поклонување и обожување останува за сите поколенија. Во денешно време, за жал, мнозина од ликот на Петар направија денови за славење, титули на личности, кои воопшто нема допирни точки со она што го учеше Петар. Например, кога некој ќе почне да се моли на Петар и да бара прошка за неговите гревови и за гревовите на неговото семејство, таквиот се вплеткува во мрежата на сатаната, на спиритизмот, бидејќи ниту една молитва не стигнува до Бог упатена на погрешна личност, а токму тоа му одговара на сатаната. Намерата е да не се спасиш од гневот што доаѓа и од вечната мака пеколот. Ако сакаш Бог да те послуша, мора и треба да го молиш само Исус и никој друг. Зашто Исус е посредникот помеѓу Бог и луѓето. Бог го постави Исус да биде помирителна жртва за нашите гревови и само тој може да послуша молитви. Тоа што го пишувам и кажувам не се должи на мое лично убедување и толкување, туку убедувањето мое е засновано на Библијата, така што не постои друго убедување кој има аргументи за поинаков став кон ова прашање. Вистината е една и само една, а тоа е да се упатува молитва само на Исус Христос и на никој друг. Петар, Павле, Јован, Јаков и сите останати беа Божи слуги, кои го завршија својот земен живот со вера во Исус Христос. Додека беа на земјата, ниту еднаш не дадоа впечаток да се практикува вера која ги прави нив за посредници, туку напротив се бореа да се задржи Христовата вистина како што им беше објавена од Исус. Во подоцнежните векови, луѓето кои не беа духовни измислеа посредници со цел да го манипулираат народот за профит и да го воведат во погрешна насока за нивна осуда. Гледај да извлечеш поука од тоа што е напишано и кажано во Библијата и да го смениш твојот став во поглед на посредничката улога на твојата душа. За твојата и мојата душа посредува само Исус. Кога се молиме на Исус, само Тој ги слуша нашите молитви, никој друг. Ни Петар, ни Марија, ни било која личност на оваа земја. Исус посредува за тебе, а не Петар, не Павле или која било друга личност. Еве што вели писмото во 1 Тимотеј 2 глава 5 стих. Зашто Бог е еден и еден е посредникот меѓу Бога и луѓето, човекот Христос Исус. Во Стариот Завет во Исаија 42 глава 8 стих Бог вели: не му ја давам мојата слава на друг. Тоа значи не ја давам и делам мојата слава со луѓето или со идолите или било што друго. Кога Бог зборува, човекот нормално треба да слуша. Кога Бог предупредува, тоа треба да се земе при срце. Човечките постапки се тие што допренесуваат како и на кој начин ќе реагира Бог доколку не се послуша неговиот глас. Тој денес ти дава правец и те насочува по кој пат треба да одиш. Бог сака да си среќен, да бидеш радосен, исполнет со неговата љубов. Тој не сака ти да не сакаш да му бидеш послушен. Тој сака ти да сакаш да му бидеш послушен. Господ сака да си негов пријател. Немој да го одбиваш. Господ може да те остави и ќе те остави ако постојано го предизвикуваш со твоите недела,
И ако постојано скршнуваш и им искажуваш почитување на божества и божици, светци и светици, кои не се за почитување, Господ сака да го љубиш и со цело срце, нему да му служиш. Тој сака само нему да му се молиш и од него помош да бараш за тебе, за твоето семејство и за сите твои роднини и пријатели. Тој не сака луѓето да упатуваат молитви на мртвите и да ги повикуваат и помош од нив да бараат за своја заштита. Тоа се молитви кои се упатуваат на демони и ги повикуваат демоните, а не Петар, не Павле, не Марија, не Јаков или било кој друг. Тој не сака луѓето со окултни практики, спиритизам и магии да се занимаваат, бидејќи со тоа го привлекуваат Божиот гнев. На Бог му се мили оние кои со цело срце ќе извикаат: Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. На зелени пасишта тој ми дава починка и при тивки води ме води. Ја освежува мојата душа, ме води по патеката на правдата, поради своето име. Со лажни богови божества ум и срце нема да хранам и суета човечка да славам за моја вечна штета. Само Господ е достоен и само нему му припаѓа сета почит и власт во сите векови. Исус одамна го повика човештвото. Денес е ден да одговориш на неговиот мил и нежен повик. Дојдете при мене сите вие кои сте трудите и сте обременети и јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем врз себе или на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце и ќе најдете одмор на своите души, зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. Потоа вели во Исаија 42 глава 8 стих: Јас Господ ми е име и не му ја давам мојата слава на друг, ниту својата чест на киповите, на идолите. Потоа во втора летописи 24 глава се вели: Бог рече вака: Зошто ги прекршувате Господовите заповеди? Зошто не сакате да бидете среќни? Како што вие го оставивте Господ, така ќе ве остави и тој вас. И во Левит 26 глава 21 стих вели: Ако се противите уште, ако не сакате да ме послушате, 7-кратно ќе ги зголемам врз вас раните за вашите гревови. Господ не сака некого да казнува, Господ не сака некој да умре, туку секој да се спаси. Но доколку некој го понижува, го отфрлува, служи на идоли, тогаш Господ Бог е и љубоморен Бог, кој секој ќе се сноси последицата од тоа. На Исус нека му е слава во сите векови. Амин.